каже добре дојде на министрот Лајчев, кој што е многу близок пријател и на нашата земја и на регионот. Мислам дека поодамна не би дошол, 2013 година, ако не се лажам. Тој има и втора кафа, како што се вели, зборува и во името на актуелниот председавач со ОПСЕ. Ние вчера имавме една убава работна вечера, почнавме да разговараме за нашите евроинтеграции. Јас сум многу благодарен на неговата дискусија и заложба да успееме и годинава да влеземе во процесот на пристапни преговори. Исто така изразив благодарност за ратификацијата на пристапниот протокол во НАТО од страна на Националната рада во април, ако не се лажам, 2 април годинава. Туку што ја отворивме втората пленарна сесија на Националната конвенција, која што е еден вид платформа за вклучување на сите фактори во нашето општество во поглед на европските интеграции. И благодарни сме на и него лично на министерот и на Република Словачка за поддршката и лекциите што ги нудат од својот евроинтегративен пат. Имаме една огромна шанса годинава. Во овие 2 години испрачавме многу дома, испрачавме многу во поглед на решавање на тешки прашања. И мислам дека пред нас е една заедничка шанса за голем успех годинава. Ако ме прашате за импресиите од заклучоците вчера, не можеме да бидеме задоволни без да дојде одлуката во октомври. Мислам дека нашиот успех ќе биде важен сигнал за целиот регион, дека европската врата е отворена и европската визија за регионот на Западен Балкан постои. Доколку такво нешто не се случи, тогаш тоа ќе биде точка во таа перспектива и мислам дека товарот последниве неколку месеци се разбира, ние ги се продолжиме да се работиме дома, тука е едината на СЕО, меѓутоа товарот е на земјите члени. И Јункер, и еврокомисарот Јоханес Хан, и многу од земјите члени ќе велат, вие испорачате. Тоа не го каже и канцеларката Меркел на последната средба со премиерот Заев во Берлин. Многу е важно Европската унија да покаже дека е сериозна во однос на европската перспектива на овој регион кој што е окружен со земји членки. И затоа јас предпочитам наместо за проширување, мислам дека треба да зборуваме за комплетирање, бидејќи проширување имплицира дека Европската унија ќе стане поголема географски